зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Кој ли среќа ми открадна, срцето ти го грабна. Сега знај дека секаде и код го гледам твој. Моите дни знај тажни се, вечно ме мачи тага. Моја љубов ти памте си, се ти проштевам драга. Кажи зошто ме остави и ме обли со тага, дека среќна заборави, беше со мене ти. Постојат гласови што не се забораваат. Постојат луѓе кои што не се повторуваат. Ова е една таква приказна. Приказната на Драган Мијалковски. Дами и господа, добродојдовте во мојот пат до успехот. Јас сум Мишко Иванов, а во две продолженија ви ја носам приказната на единствениот Драган Мијалковски. Видете со нас. Пред Матица Македонска се наоѓаме. Здраво. Моје почитување, како сте? Одлично, благодарам што се гледаме после едно Па 10, има 15 години. 10-15 години. Да, од првото интервју. Од првото. Неверојатно како лета времето. Дали сте добро? Одлично. Настапувате или малку сте во лер, како да кажам? Спремен сум да настапам во рокот 1 час Одма, гитарата и одма. од поканата. Значи на сцена со опрема, со се, ако индивидуално гледам. Значи, Ако треба со оркестар, ми треба 1 ден претходно. Аха. И екипа да дојде со техника, со инструменти, колеги музичари. А Бројот сам за 1 Аха. час сум подготвен да настапам. Бројот уште ви е ист на 223-305 или? Не, Неверојатен хит. не. Неверојатен Имам хит, еден да. број со некои двојки и тројка, Аха. но тоа беше случајно. Сега имам сосема друг број, така да... Ве прашав кога се договаравме каде да снимаме, видите, ај во Матица Македонска. Да. Ајде, зашто да не убав амбиент, Да, книги во одлично, позадина. одлично. Па уметноста, дишиш Раден е заеднички еден воздух во пријател. кој имам, Да. имам многу мудрост. Тука е голема библиотека, голема книжара во која стварно се чувствувам прекрасно. И самиот се прашувам што е тоа магично во животот. Сепак имаме контакт со предците на Дефинитивно. на тој духовен план. Доди ми да отвориме Да, прекрасната. да. Само вие како гост. Благодарам. Долго те очекувам да се јавиш ти, но залудно се надевам. Викни ме, знаеш дека свет си мој, сврти го, мојот број. На 223-305, да чекам драга, јави се. На 223-305, побарај ме. На 223-305, да чека единствена свет. На 223-305, побарај ме. Драган Мијалковски, во мојот пат до успехот, добродојдовте, како сте? Добро најдов. Добро како што можете да видите и благодарам на идејата, на распоредот сум дошол на ред, па поканата. Таман работа. Да, еве одговарам на поканата, со радост прифаќам еден ваков интервју, бидејќи успеавте да добиете медиум и гледалиште следбеници на овој проект, што долги години го негувате.
Така Да, ова трае и е како да Тоа е кажам, интересно, кога ќе мине некое време и ќе се вратите на проектот, сигурно ќе имате со што да се гордеете. апсолутно. Па не, ова е добро затоа што останува. Ние постојано ја водиме таа битка дали нешто останува во оваа Македонија, кога е во прашање, Да. како да кажам, Па, надградба, наследство, култура. наследство, ама и надградбата, надградба, да да. има материјал за тоа. Носталгичен ли сте по вакација? Знаете да се навраќате назад во време? Чувствителен сум на се што минало, се што во движење го работиме и се што во иднина ќе има или ќе нема. Ќе биде достапно или недостапно за оние кои што во тој период ќе се појават како нови кадри, нови сили, нови таленти во шоу бизнисот, да речем, во музичкиот дел кај што припаѓам јас. Пак им требаат некакви патеки по кои они би си нашле своја мерка, да фатат еден добар старт, добар пат на нашите искуства, ова што вака успеваме некогаш да го И добро е, оставиме и добро е за како младите, запис. за младите генерации, едно како запис, а дека сме на вистинскиот пат, например, кога и да отидете сега и во Кафулиња, мене ме радува, например, што млади деца, јас не сум бил роден, па генерациите после мене кога ќе слушнат Да. на 223-305 или кажи нешто драга или кажи ми, па ајде гитара моја од поновите што се уште ги пуштат по Кафулиње, ги пеат луѓево. Тоа е нешто кое што ние го велиме трајна вредност кое што останало и на кое што вие треба да видите горта, ние треба да видиме горди наос. Кога последен пат, што Драган, сте се почувствувале како момчето кое што прв пат запеал? Па тоа е овој период, да речеме, годинава од јануар наваму не сум имал некој значаен настап, но минатата година пред таа, отприлика од 2023, Ранко Бубамара, кога отприлика направи промоција и одбележување на мојата 60 годишнина на неговата манифестација Бубамара, а работејќи на тој проект со неговиот оркестар, значи со Дамир, Имери и другите членови, онај аранжмани, сето тоа програмата и материјалот што ја имавме пошироко, направивме нели концерти во опера и балет. Да. Два беа тие концерти, 2 и 3 април. Потоа имавме низ Македонија концерти во разни градови, по разни поводи и прилики, претежно во оние културни денови на општините, која како си има. Па негде свртевме така еден круг. Тој период почувствував од себе си и во себе си корисност, значи вредело претходно сето оно што сум го градел и што го правевме, затоа што тука е повторно доведено пред нова публика, подмладена. Многу млади видов и тоа отприлика кои се на почетокот на својот живот и младост, кога имаат потреба од забава и следење на концерти, така да гледав како ги примаат напевите, рефрените и сето тоа, што значи дека емотивно сум останал на еден начин исто корисен. Зашто јас имам таков поглед на творештвото, кога влегуваме во студио, подготвуваме некоја композиција, најдобро е на време пред снимањето, пред финале на создавањето на целосната песна, и текстот, и музиката, и тоналитетот, и амбиентот, звучноста, самата продукција и она дали сме успеале сите заедно духовниот дел да го внесеме и тој да живее во песна. Ако е тоа физичка појава, нели електромагнетна снимка,
технички да се изразам. Тие што имаат во себе внесеност од мојата емоција или од целокупната на тимот, зашто тимот победува, знаеш, поединецот е обично Така. Еден дел од заедното и колку повеќе сме се вмеле искрено и уметнички, сме направиле долго траење, evergreen, го велат, има тој назив, нели, на песни кои што живеат вечно. Така да, јас, значи, во мојот репертоар практично сум успеал да имам доволен број на евергрини, кој може дури и на еден концерт да му гледано временски 2-2,5 часа, да ги пополниш со евергрин наслови, со евергрин теми, евергрин песни од разни периоди. А да звучат во моментот, да засегне нечија љубопитност, нечија потреба духовна, зашто музиката е исто така како и храната, секојдневна потреба на човекот. Сакам да ве прашам, дали ке вас како артист, како интерпретатор, вие не знаете една песна колку ќе живее, која интерпретирате. Меѓутоа, јас кој ќе слушнам, кажи ми, кај мене има ежење. Дали артистот, интерпретаторот го чувствува исто што го чувствува и публиката? Да, тој е флуид. Сум го почувствувал, не велам многу пати, тоа може и да постои кај дел од публиката, но кога и кај мене морници поминале од она што сум го работел, што сум го правил, што сум творил, или некој друг напишал за мене, јас сум влегол со добра интерпретација, мислам емотивна, целосно сум се дал себе си. Јас го чувствам тој флуид кога се опфаќа целата публика и целата сала во која се наоѓаме. Во тој момент има една прекрасна енергија, фантастична. И тоа е нешто што не може да се опише, тоа трперење на телото, на кожата, па дури и косата се наелектризирува на некој начин. Тоа е чудено што може музиката да направи. Да. Кај некој дури и солзи потикнува. Не знам, некогаш Како не, ви дошле солзи, например, толку да се внесете во интерпретацијата? Да, апсолутно, па случајно последниве години малку навлегов во теми кои што ги можеме да ги најдеме на интернет, од проучување на езотеријата, например, како една појава, на поширок план на духовноста, гледано во смисла на културолошката духовност, односно влијанието на пораката во мелодијата, во текстот, односот на оној на кого се однесува или онаа на која се однесува од прилика некаква порака која што толку искрено, толку природно. Езотеријата ја поврзувам со природата и со буквално тие космолошки закони, значи космолошки настани, ние ги чувствуваме, тоа и животните ги чувствуваат. Не е залудно, например, кучињата можат скоро од минута-две порано да пречувствуваат земјата. Земјата така па ја менуваат положба, кај што спиело, станува оди на друго место. И тие феномени мене долго време ме интересира. Јас тоа го гледав кај многу уметници со кои сум имал прилика да соработам, најголемите звезди во ЮЕ естрадата и кај нас во Македонија, дури мислам и пред нас од првата генерација македонски пејачи, композитори, кантавтори, Јонче, Сариевски, Бадев, и од забавните, еве нека биде и Јавтовски, кажи зошто ме остави првата песна која што е на македонски емитувана преку радио и така. Сакам да кажам, Есма, таа енергија, новите наши, за мене, например, Диме Поповски.
е баршун, на еден македонски вокал, еден глас, една дикција, каде што не може да не го сакаш јазикот и зборот што го изустува, што го пее. Толку е сугестивен. Квалитетен интерпретатор, само тој малку работеше на музика. Повеќе сакаше режија, телевизија, соработка во тие проекти, телевизиски и филмски. Жал ми е што не остави повеќе. Он нешто беше како Пет Бун. Ако паметите во Америка имаше мек убав свил. Ама го паметат уште. Како не? И го сакаат уште. Тој ми беше добар. Тој со безимени имаше на базените на Кале. Таму имаше игранки, а ја бев помал од него и тоа време почнав со музика, со гитара, со рок музика, бит музика, сето тоа. Така да веќе без кога се направи групата, со Коци Икономов и другите, кога се направи Ленки групата, јас веќе почнав во тие групи да се појавувам, но добро, мојот блесок беше многу брз, многу интензивен, многу интересен кантавтор, создавав музика, имав своји напеви, секогаш сум ги имал, секогаш тоа било, никогаш не сум им дал приоритет, секогаш сум соработувал и со други автори, затоа кај мене има комбинација. Значи имам текстови за други интерпретатори кои пеат. Оригинални, значи не ме препивуваат мене. Туку си има музика од некој нивни композитор и јас сум напишал текст. Имам музики, па на текстови од Џоко Георгиев, Благоје Стефановски, некои други автори, каде што исто така други пејачи ги пеат. Имам негде и музика и текст кои што мои пејачи, например, пеат, мои колеги. И имам автентично собствени, каде што сам си ги пеам. Имам доста такви песни, например, Ти си ми се, меѓу првите што ги имам снимено, Бакни ме, Скопје младост моја, например, таа е типична така песна Медитеран, од жанрот кој што јас од прилика го доста респектирам, почитам. Сметам дека целиот Медитеран поширок е, значи не зборам само лагер е тоа варијанта. Шлагер варијанта со распеани рефрени кои што масовно може да се пее. Кај што и други, значи публика може да пее. И секој може да пее, не мора да си многу со голем диапазон интерпретатор, например, па сега само ретки што има као Тоше Проевски и така натаму, да речем, што може да отпее песна од 3 октави. и нагоре. Нели? Така е. Значи, не велам од 5 тона, ама една октава, тон, 2 тука, од прилика, тоа се Медитеран, песни што ние масовно ги прифаќаме така од раѓање, од малечки сме научени и тој звук веднаш не привлекува. Па Билјана Платно-Белеш е типичен пример за медитеранска песна. Па таа кој сака со музика да се занимава со таа почнуваат сите. Па да, ама гледаш дека е Медитеран и може со секој инструмент да биде отсвирена и отпеана. Скопје судба моја, понекогаш те губам, но каде и да одам, во срцево те носам. Во тебе се шетав низ Козлев лајчаир, а пак водно го искачував за миг. Одев дур до матка на плажа покрај треска, а на пчиња ловев риби со нив сни. Свирев на гитара, на чардак јадев скара, а за празник тавче гравче знаеш ти.
крај езерце во паркот, под белата фонтана, прв пат сетив љубов, што ме сви, Скопје, младост моја. Скопје, радост моја. Јас безкрајно те љубам, со сите твои утра, закитени со роса. Пошто сум во другиот дел на студиото од джамовите, во големата сала тамо. Вртам, влегувам преку врата, Шпато плаче. Шпато, што ти е, викам Шпато? Па Драган вика, ти не си свесен колку си ме трогнал. Кај рече, дедо ми прашал, кај рече ке се запишеш, вика, уметник? Тамо нема леб. Како? Чекај, вика, ние сме стари, вика. Не можеме, не ке можеме, вика, да те чуваме и понатам, кај ке живееш ти?